Дупката прво нема да биде толкава, а второ ние нема да имаме дополнително задолжување по однос на проширувањето на Значи за оваа година не планирате нови задолжувања? Освен оние кои што се предвидени во првичниот документ од буџетот, оваа година не се планирање. Немаме криза во пензискиот фонд, навремено ќе бидат исплатени сите пензии кои што ги имаме како врски. Тоа брзо правење на уставните измени да биде проследено со заштитна клаузула по можност во уставниот закон. И да избегнеме авторитарни тенденции, би било пожелно да имаме силна, квалитетна опозиција. Мислам најважен е надпреварот со самиот себе, да се погледам пред една година дали во тие 365 дена успев да направам нешто повеќе, да научам нешто повеќе или да успев да придонесам нешто повеќе во знаење во однос на тоа што можев минатата година. Во собранието тече политичката дебата околу ребалансот на буџетот. Зголемен дефицит, неизвесен пласман на капитални расходи. Влегуваме ли во свесен дебаланс во фискалната политика? Поголеми расходи од приходи. Буџетскиот дефицит се зголемува. Престојат нови задолжувања за потребите на државната каса. Фискалниот совет предупредува дека зголемувањето на расходите крие значајни финансиски импликации. Од друга страна, ММФ прогнозира 3% годишен економски раст во Македонија во наредните 5 години. Гостин во ова издание на Тренинг Бојан Стојановски, еден од најгласните кога станува збор за економско-финансиските импликации во државата, пратеник, добре дојдовте во емисијата. Ви благодарам на поканата. Господин Стојановски, зошто ребаланс на буџетот? Дали е тоа некаков индикатор дека државната каса е празна? Не, апсолутно. Ребаланс на буџетот јас би го кажал како ребаланс и редефинирање на приоритетите. Вие ако добро го видите документот од над 520 страни, ќе видите и практично зошто се прави ребалансот. За прв пат во историјата од кога Република Македонија е независна, во ребалансот се покачуваат средствата за капитални проекти за 14%. Ние ја кажавме нашата економска филозофија веќе кога ја составивме владата, дека ќе се базира на 3 работи: реализација на капитални проекти, повисок животен стандард и привлекување на странски директни инвестиции. И ребалансот оди директно во насока на почитување на овие 3 нешта кои што сега ги споменав. Ако државната каса е во добра кондиција, како што велите, зошто има доцнење например на повратот на ДДВ? Зошто се должи, односно се доцни околу субвенциите кои што ги добиваат компаниите странските компании во зоните? Знаете како, ликвидноста на буџетот може да се гледа и преку расходната, но поважна е приходната страна, особено што го полни буџетот. Вие ако видите дека да се фокусираме на 2 нешта, тоа се царинските давачки кои што ги прибира буџетот, како и даноците, ќе видите дека во даночната наплата ние имаме двоцифрен раст на прибирање на даночни давачки во централниот буџет споредено со претходната година. Значи ете, ако се споредуваме, да се споредуваме ВМРО ДПМН со ВМРО ДПМН, а царинските давачки претходниот месец, тоест месецот претходната година и овој месец оваа година, сега имаме 50 милиони евра плюс, што значи дека приходната страна е сосема повисока, освен кај акцизите, бидејќи знаеме дека бевме во одредена криза. Во однос на вашето прашање, прво, ако ги видите реализацијата на повратот на ДДВ оваа година е повисок од тој кој што е лани, и субвенциите се секако повисоки ако ги видиме кумулативно 2 години, но она кое што е разлика е во методологијата на исплаќање. Ние сакаме добро да ги провериме пред да ги исплатиме, што сметам дека е заштита на државниот интерес, бидејќи во претходниот период во јавност излегуваат многу извештаи од Државниот завод за ревизија, конкретно во текот на денешниот ден излезе за Агенцијата за вработување за 2024 година и планот за вработување, ќе видите вие дека самиот Државен завод за ревизија укажува на многу неправилности. Подобро е ние да знаеме на кого исплаќаме, да нема злоупотреба, бидејќи токму за овие исплаќања од аспект на поврат на ДДВ и така натака има луѓе од претходната власт кои што се обременети со кривични пријави, така да сметам дека треба добро да се провери, па потоа да се исплати. Инаку во овој момент да сумирам, недостигна ниту една обврска и сите оние издатоци кои што се дадени се повисоки за десетици проценти и во овој ребаланс на буџет се предвидуваат повеќе средства за исплата на овие обврски. Каде завршуваат парите од зголемувањето на буџетскиот дефицит? Завршуваат во 4 параметри кои што сметам дека се особено важни. Првото е над 5,8 милиарди денари идат во дофинансирање на одредени проекти. Потоа одиме кон сите оние обврски кои што државата ги има превземено согласно колективните договори, исплаќање на плати.
Потоа за поддршка на социјалните категории на граѓани, пензионерите, здравствената заштита, студентите, ученичкиот, студентскиот стандард и така натаму. И она кое што е важно и кој што е главен контрибутор на нашето општество, тоа се сите оние обврски кои што државата ги има, кои што идат во насака на прво зголемување на градежништвото, кој што е мултипликатор на растот на нашиот бруто домашен производ, почитување на обврските и сето она кое што значи раст на бруто домашниот производ. Ако ја видите вие нашата економска филозофија во изминатите 7 квартали и растот од 3%, како и она кое што го кажува ММФ, укажува дека нашата економска филозофија е успешна и токму затоа ние сакаме дополнително да го зголемиме бустот кон градежништвото и кон личната и приватната потрошувачка, како и поддршката кон стопанството, бидејќи ако ги видите бројките во Државниот завод за статистика, ќе видите дека овие контрибутори се главни, се драйвер на нашиот економски раст. Со ребалансот растат одливите за капитални расходи, значи ќе се позајмува веројатно за изградба на коридорите 8 и 10, железничката пруга, но што ако не се постигне динамиката во реализацијата на овие нови капитални инвестиции? Секогаш постои ризик и тоа е некоја хроничен недостаток што го влечеме 35 години, но ако повторно треба да се споредам ВМРО ДПМН со ВМРО ДПМН, односно со претходната година, заклучно со 6-тиот месец ние имаме реализација 55% повисока од таа од претходната година. И ние заклучивме дека треба да им дадеме дополнителен буст и ако видите вие кои капитални проекти ние ги финансираме, да, точно е дека постојат транши за коридорите 8 и 10D, но исто така имаме 740 милиони денари повеќе за железничка инфраструктура, како и програмата АА на општините, односно сите подеднакво министерства ја имаат покачено, бидејќи сакаме да финансираме проекти кои што ќе се имплементираат во општините, но исто така јас тука би споменал три важни работи кои што се многу важни. Министерството за животна средина за реализација на капитални инвестиции добива 54% повеќе, Министерството за образование добива 245% повеќе комбинирано за реализација на реконструкцијата на студентските и ученичките домови и она кое што е вака прилично важно, Министерството за транспорт добива дополнително засилување од аспект на реализација на инфраструктурни проекти и секако да не го испушта Министерството за здравство. 300 милиони денари повеќе за реконструкција на установи кои што го обременуваат, односно кои што го регулираат јавното здравство. Така да нашата економска филозофија, како што кажав, е таа. Градежништвото е пораснато за годишно ниво за 7,2%, нискоградбата за над 20% и сметаме дека таа е добра стратегија за ние да продолжиме со економскиот раст. Дали со обидите, иако подолг период не сме виделе зголемување на платите и пензиите, но дали преку вакви социјални трансфери всушност го купувате социјалниот мир? Па не би кажал дека го купуваме социјалниот мир, туку одиме во насока на она кое што ни е и првична цел на стартот, да го подигнеме животниот стандард. Инаку во ребалансот има обезбедено средства и за повисоки плати и за повисоки пензии. Знаете дека законот детерминира да во септември имаме уште едно покачување на пензиите, додека имаме склучено колективни договори со 99% од државната управа и тоа едноставно бара од нас да одвоиме дополнителни средства во насока на исплаќање на плати. Чинам дека над 1,3 милијарди денари имаме повеќе во ставката плати во буџетот, така да граѓаните од аспект на она кое што е државна управа или обврски од државата према нив треба да бидат сигурни, додека тоа кај приватниот сектор го решаваме на сосема друг начин, тоа е преку поддршка и преку меки кредити. Министерството за финансии излезе со соопштение дека отприлика мислам дека претходните 2 дена над 136 милиони денари дополнително пласираше кон стопанството, што укажува на тоа и кредитната активност, но и растот на индустријата, особено на преработвачката, оди во насока на подобрување на стандардот и на вработените. Сметате дека македонските граѓани имаат добар животен стандард? Не сметам дека имаат добар животен стандард, но исто така сметам дека е подобро тоа што беше пред 2 години. Сметам дека суштината на политиката мене ме интересира економијата и ова на сите сум им го зборувал. Исклучиво го гледам преку подобрување на животниот стандард на граѓаните и само тоа ме интересира и сметам дека секој политичар треба Од кој аспект сметате дека е подобрен животниот стандард? Во секој. Прво во организацијски аспект на општеството, а второ ако ги гледаме бројките кои што ги има Државниот завод за статистика, пензијата е покачена во просек за 32%, 338.000 пензионери добија 7.000 денари плюс на своите пензии. Просечната нето исплатена плата согласно Државниот завод за статистика е зголемена за 8,2% или 8.000 денари. Како за колку проценти е зголемени се производите во маркетите, знаете?
Ако одиме по Државниот завод за статистика, мене ме радува тоа што инфлацијата е намалена за 0,5% во однос на претходниот месец и цената на храната и безалкохолните пијалоци е намалена за 1,1%. Тоа е нешто кое што се случува на светско ниво, и ние не сме исклучок, но сме влада која превзема мерки во таа насока. Знаете дека неколку пати се сретнувавме со оние кои што се трговци во целиот тој трговски ланец, добавувачи, производители и така натаму. Во собранието, во процедура, сметам дека брзо ќе биде донесен законот со кој што ќе се покачат казните. Државните институции постојат тука да ги регулираат цените. Не сме задоволни, но ќе работиме за да биде подобро, бидејќи тоа го правиме и 2 години. Фискалниот совет предупредува дека досегашниот буџетски дефицит од 3,5% се зголемува на 4,1% од бруто општественото производство. Тоа значи дека ќе недостигаат 800 милиони евра, па можеби и 1 милиарда евра во државната каса. Дали ова е навестување, овие податоци од Фискалниот совет, всушност е навестување дека вие нема да имате друг избор, односно да ја продолжите политиката на задолжување? Не, задолжувањето оваа година ќе иде согласно планот кој што беше усвоен во првичниот документ, односно буџетот за 2026 година. Зголемувањето на дефицитот објаснив дека ќе иде во мултипликативниот дел на економијата. Тие средства секако ќе се вратат и ќе направат поврат во буџетот. Мислам дека нивното мислење е базирано во однос на бројките кои што сега можете да ги проверите на отворени финансии, но таму треба да видите дека во приходите, онако што како држава го имаме на некаков начин предвидено дека ќе се собере, најголем дел доаѓа за наплата во 9-тиот, 10-тиот и 11-тиот месец, тоа се даноците кои што треба да влезат во централниот буџет, така да дупката прво нема да биде толкава, а второ ние нема да имаме дополнителни задолжувања по однос на проширувањето на Значи за оваа година не планирате нови задолжувања? Освен оние кои што се предвидени во првичниот документ од буџетот, оваа година не се планирање нови задолжувања. Инвестиции, капитални, се работи веројатно и понекогаш може да се забележи дека се работи на подобрување на инфраструктурата, но од друга страна имаме се почесто незадоволство од аспект на тоа дека се најавува дека имаме недостиг на работна сила и се зборува дека во ваква состојба неизбежно ќе биде и зголемување на старосната граница и можеби она што се повеќе ја заговарате како теза, потреба од увоз на работна сила. Дали тоа според вас е добро решение или можеби треба да се искористат сите можни човечки капацитети со кои државата располага? Благодарам на прашањето. Брилијантно ја поставивте тезата. Сметам дека тоа е најголем проблем во нашата економија. Знам дека се ова што ќе го кажам можеби ќе најде на подсмев на одреден дел од општеството кој што е концентрирано околу опозицијата. Но еве вие ако видите добро сте го приметиле тоа, во овој момент имаме, ако ги прашате особено градоначалниците или претседателот на ЗЕОС, можеби одредено доцење на проектите во општините, бидејќи има толку многу би кажал продуцирање на потреба за ефективен градежен елемент, дали се тоа машини или луѓе, што едноставно компаниите кои што се присутни во Македонија не може да го испорачат и затоа имаме доцење на теренот. Тоа можеме ние да го надополниме преку два начини. Прво, преку примањата кои што ќе бидат доволно примамливи за луѓето да се ориентираат кон тие струки, што во моментов сметам дека е така, но не сметам дека има доволна заинтересираност кај македонскиот дел од граѓаните да се ориентираат конкретно на таквите струки, а другиот дел да го надополниме со тоа кое што го кажавте вие и со увезување на работна сила од страна. Знаете дека ние ја проширивме таа квота од 5.000 на 10.000 луѓе кои што ќе може да влезат во државата, бидејќи само еден голем проект во центарот на Скопје кој што го градеа и почна во владата на ВМРО ДПМН, владата на СДСМ го продолжи, сега и ние го финишираме, го исполнуваа тој потребен квантум на работници и се почесто е барањето на внесување на нова свежа работна сила. Ако седнете вие со стопанските комори, тоа ќе ви го кажат. Така да јас би одел во насока на апелирање до македонските работници да гледаат што е тоа што е на пазарот му е потребно, да се ориентираат на таков начин, бидејќи секаде каде што има потреба, има и подобри платни услови. Веќе сметам дека Македонија почнува да го стигнува стандардот и на околните држави, но и на европските држави во насока на одредени струки кои што се насочно потребни, а доколку не, ние едноставно мораме да ја предвижиме економијата и ќе мораме да внесеме работна сила надвор. Сметате ли дека треба да се помести старосната граница? Па тоа е како тема што се наметна во јавноста како одредена анализа, не како одреден заклучок.
сметам дека во овој момент вака како што е поставен системот е оптимален и е добро дефиниран. Гледаме дека државата редовно ги сервисира сопствените обврски, така да сметам дека може тоа да биде тема на дискусија која што би се имплементирала во подалечна иднина. Во моментов сметам дека системот е добро поставен. Не ве загрижува како владеачка гарнитура што ПИОМ не е во добра финансиска кондиција, дури и гувернерот на Народна банка предупредува дека вториот и третиот столб вака како што е поставен пензискиот систем на долг рок е неодржлив. Па знаете како тоа е некое економско гледиште, тоа се неколку економски тези кои што се присутни во држава со децении назад. Ја лично сметам дека таа дупка се затвара единствено ако вие ги покачите приходите во буџетот и затоа и на почетокот на нашиот разговор го спомнав тоа, да ночните давачки се повисоки за 2 цифри споредено со претходната година, исто и царинските давачки, така да колку повеќе вие имате давачки и приходи во буџетот, толку помала ќе биде и дупката во пензискиот фонд. Она што би сакал да го кажам дека таа тема е атрактивна зашто внесува паника кај граѓаните да бидат сигурни, да бидат стабилни, немаме криза во пензискиот фонд, навремено ќе бидат исплатени сите пензии кои што ги имаме како врски или дополнително ќе бидат уште повеќе покачани од тоа што се. Но се отвори и Пандорината кутија за припојување и укинување на приватните пензиски столбови во кои вработените штедат за стари. Денови тие веќе имаат акумулирани средства за вработените од речиси 3,5 милиарди евра. При тоа се заборава дека од нив се добива дополнителен надоместок, а не пензија. Знаете како? Мислам дека оваа теза повторно дојде од одредени центри кои што се блиски до опозицијата, што е политички легитимно, бидејќи сакаат да внесат паника кај граѓаните. Сакам само да потсетам дека без разлика дали некој е приватен или државен, сепак тука треба да постои одредена конкуренција, како што постои конкуренцијата помеѓу приватното и државното образование, така да ја не гледам тука никаков проблем, доколку тој кој што го штити државниот интерес и настапува во име на државните институции, смета дека е можеби подобро државните институции да имаат повеќе приврзаници отколку што имаат или обврзници колку што имаат приватните институции. Дали може би се размислува за национализација на средствата од приватните пензиски столбови? Не. Не? Колку сте сигурни? Сигурен сум. Она што можев да забележам дека има одредени зголемување во делот на средствата околу издвојување на социјалните делови за пензиите. Така. Зошто? Па не се само за пензиите, туку кога ќе го видите тоа социјални трансфери, има таму и неколку давачки кои што оваа држава ги има и ги класифицира под тој издаток. Тоа се здравствена заштита, но тука влегуваат и ученичкиот и студентскиот стандард. Особено за студентскиот стандард сега се издвојуваат 400 милиони денари повеќе. Така да сметам дека во оваа насока сите издатоци по основ кој што државата ги има кон граѓаните се покачени и се предвидуваат средства да се исплатат. Мислам дека тука треба да направиме нешто што со години наназад го заговараме. Еве јас ќе ја превземам во врската тоа да го потенцирам и инициирам да биде што е можно побрзо. Сметам дека на централниот буџет му треба дополнително расчленување, бидејќи ставките се преопшти. Сметам дека е добро за граѓаните, за јавноста во насока на транспарентноста да ги расчленуваме дополнително овие ставки за да можат граѓаните да знаат зашто се издвојуваат средства дополнително. Следите ден гостин во емисијата Бојан Стојановски, пратеник од ВМРО ДПМН. Господин Стојановски, што ако не се донесе новиот изборен законник? Па би имале проблем во насока на тоа дека нема да реализираме 10 од 10 врски кои што ги имаме. Јас учествував последниве 2 работни средби заради отсуството на координаторот Мицевски. Нашиот модел кој што го понудивме го знаете. Сметам дека треба да најдеме на разбирање. Еве видов вчера дека една опозицијска политичка партија ќе ги собере дел од партиите од опозицијата за да направат еден текст кој што ќе го достават до нас. Сметам дека како држава веќе сме доволно зрели да немаме ваков проблем и за ваков закон и се надевам дека ќе биде донесен. Колку бидејќи инсистирате и диаспората да има можност да гласа, колку нашите кои живеат надвор од границите на државата учествуваат во годишниот БДП, знаете? Многу сериозна сума. Отприликат процентот точно не го знам, но знам дека секоја година иде над милиарда, а зависно од тоа каква е годината надвор од државата, 1,3, 1,2, но има нешто што мене ме загрижува. Тоа е што во последните неколку години наместо да растат целта на дознаките, бидејќи така се води економската класификација, таа почнува да опаја. И она кое што ја го носам како заклучок и затоа и го поддржувам овој начин на изјаснување на диаспората е дека можеби тие луѓе почнуваат да ја губат вистинската и силната врска што имаат со нашата држава. И тука не делам по националност, сите националности подеднакво.
И тоа е нешто кое што сметам дека во насока ќе ги засили врските со нивната држава, за да можат тие луѓе да продолжат да не поддржуваат на начин на кој што не поддржувале изминатите години. Бидејќи јасно е, Македонија нема сега во последниве 10 или 15 години проблем со тоа, туку со стотици години назад ние сме гурбеджиска држава и едноставно ние немаме друг начин освен да ги засилуваме врските со тие луѓе. Мислите дека исто тежи гласот на македонскиот граѓанин кој живее тука и македонските граѓани кои живеат надвор од државата? Ја, например, мислам дека луѓе кои заминале од пред 15 години, да речеме од Македонија 20, појма немаат кој е лидер на ВМРО, ДПМ и на СДСМ. Дури можеби не знаат никој е претседател на државата. Мислам дека имаат исто право да се изјаснат, бидејќи знаете како ние разговараме за изјаснување на избори од аспект на парламентарни и председателски избори, не за локални избори. За локални избори може да се прифати до некаде вашиот аргументи, во таа насока иде и мислењето на Венецијанската комисија, но кога ќе видите вие бирате премиер, министри и председател за да ве представува вас пред светот, а исто така не сметам дека ние треба да бидеме непријателски кон тие луѓе, затоа што тие се еден елемент кој што е суштински во нашето постоење и секако сметам дека треба да имаат право да се изјаснуваат. Тука беше земјана високата европска представничка Марта Кос. Вие инсистирате на гаранции од Брисел нема да добиеме. Однос на тоа уставни измени да, меѓутоа да добиеме од друга страна своевидна гаранција дека после тоа нема да има нови барања. Имате друга алтернатива, друго решение наспроти? Па очекувана беше таа изјава, јас ова би го поделил во два степена. Првиот степен би изразил... Ако било очекувана таа изјава дека од Марта Кос, зошто инсистирате и барате гаранции? Какви гаранции барате? Па не беше прв пат некој да даде таква изјава. Затоа реков два степена. Прво ќе изразам задоволство од незината пофалба за реализација на реформската агенда, а второ, изјавата е иста како што ја слушаме и години назад, но сметам дека нашата дипломатија вродува со плод. Ќе кажам две работи кои што сметам дека се суштински и дека се многу важни. Се повеќе министри или представници на земјите членки на Европската унија кои што доаѓаат во државата укажуваат на тоа дека Европската комисија едноставно мора да најде некаков модел да ја укаже на Република Македонија дека ова ќе биде последна отстапка, а втората работа е дека го споменам самитот во Тивет, каде што канцеларот Мерц и председателот Макрон можеби заговараат нов модел за кој што сметам дека е во насока на кој што се наши аргументи, така да сметам дека ова не треба да биде трка на 100 метри спринт, туку ова е маратон кој што на крајот ние со нашата мудра дипломатија ќе успееме да го добиеме. Колку би траел тој маратон? Колку што е потребно, заради тоа што националното достоинство нема цена. Може да чекаме 15 години? Не мислам дека ќе чекаме за 15 години, бидејќи ние за 2 години успеавме да направиме многу повеќе од бланко дипломатијата во претходните 7 години. Ете кој би верувал пред можеби една година дека во Тивет ќе седнат Мицкоски со Мерц и со Макрон и ќе разговараат за поинаков модел на проширување на Европската унија. Затоа велам, мудра дипломатија која што ќе се едноставно ќе почива на мудри и добро измерени чек. Кога велите дека водите мудра дипломатија, што прави македонската влада во однос на релаксирање на односите со Бугарија? Па мислам дека тука не е проблем македонската влада, ниту македонските политичари. Тука е проблем тоа кое што го гледаме ние од другата страна, бидејќи простете ми, ова е мое лично мислење кое што слободно ќе го изразам. Не сметам дека е достоинствено и пристојно за земја членка на Европска унија да има онакви ставови према нејзиниот сосед. Ја онакво нешто немам видено до сега. Ако сме ние обединети во различностите, тогаш многу често Европската унија треба да се запраша какви ставови застапуваат нејзините членки внатре во нејзиниот сојуз. Ова кое што тие политичари го изразуваат према нашата држава е во најмала рака шовинистички, па да не се изразам некако посилно, бидејќи таа држава па во одреден дел од нејзината историја има и искуство со ваквото представување на ставовите, на кој што на крајот ние сме биле победници во однос на таа битка, како што ќе бидеме и во оваа. Сметате дека за време на мандатот на ВМРО ДПМН до одржувањето на редовните парламентарни избори, освен ако нема предвремени, ќе го отворите барем првото поглавје со Брисел? Ако се цениме по реформи и мерки, ние би требало веднаш да го отвориме, бидејќи планот за раст покажа дека ние сме тие реални фронтранери и шампиони во реализирање на мерки. Се што е останато, доколку успееме да најдеме соговорник кој што ќе ги гарантира нашите права и ќе ни даде гаранции дека ова ќе биде последната отстапка и ќе покаже дека има волја барем една од пресудите на судот за човекови права да ги исполни, ние би можели и сме спремни уште утре да го почнеме правото. Повторно ви зборувате за гаранции, а од друга страна велите дека сосема ви била јасна
и очекува на изјавата на Марта Кос? Ма ние ќе ги очекуваме тие изјави во наредниот период. Тоа едно е што е нивниот став, нашиот став е овој и сметаме дека со нашата мудра дипломатија ќе успееме да ги убедиме дека нашиот став е правилен. Благодарам што дојдовте. Ви благодарам за покана. Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН, пратеник. Воглавном академскиот пат е полн со неуспеси и одбивања и од време на време со по некој успех. И мислам дека треба човек да научи да се челичи и како да работи со тие. Тоа е одлично прашање, Чововски. Тоа е значи постои голема анксиозност кај сите што ќе се случи со вештачката интелигенција. Дали ќе продолжиме да ги предаваме истите работи.